Науката и религијата немаат прецизен одговор на прашањето зошто токму дабовото гранче е символ на Бадниковата вечер. Штипскиот етнолог Славе Георгиев и свештеникот Добрица Јанев имаат објаснување за оваа вечер. Терминот бадник потекнува се смета дека потекнува од бдењето, односно луѓето седеле будни и во очекување на раѓањето на Исус Христос, или пак од тоа што во огновите се ставало дабови дрва, па потоа од дабник настанало бадник. Дабовото растение, дабовото дрво ги чува лисијата преку цело зимо, се додека не излезат нови листови зелени. Така, бидејќи сега се наоѓаме во период на еден зимен период, и затоа бадниковото гранче го користиме како една символика на постојаниот живот. Иако тоа е исушено, но сепак стои на гранката, па така и ние секојаш треба да бидеме со Христа и во Христа. За верниците Бадниковата вечер е незамислива без Бадниковото гранче. Дали на трапезата ставате Бадниково гранче? Ставаме. Бадниково гранче, ораси, либлиби, гројзе суво, се. Ставаме, се ставаме, слама ставаме. Да, секако, обавезно. Од каде го земате? Јас сега ќе одам горе у Чамлако, какво да ви кажам, од Сутлако нагоре. У Чамлако, па ќе си пресечам, ќе си донесам. Да, ставаме. Од каде го земате? Од пазарот, сега го зема. Точен податок колку е стара оваа традиција нема, но во прашање е период најверојатно по Христовото воскреснување.